Значи, тоа сите го знаете, причината за денешното собирање овде е промоцијата на едно издание, а тоа е Плутарх, на поредните животописи, ликови од историјата на древна Македонија. Така што, како што се гледа од последната страна, оваа книга е најавувана уште од 2000 година, од тогаш беше готов преводот. Меѓутоа, како што велат луѓето, во ниедно зло нема нешто добро. Нели одолговлекувањето заради финансиски потоа запечатење средства ни овозможи да ја дотераме и мислам дека тука успеавме. И морам да кажам дека ова е една пресвртница во нашата преведувачка дејност. Имаме добри преводи досега, меѓутоа за жал ќе го кажам ова под услов некои колеги малку да ми се подналутат. Преводите кај нас досега обично се, така да речам, голи преводи. По правило, преводи од изумрени јазици, мртви, се прават со коментари, бидејќи античките автори не се историчари во денешна смисла на зборот. Тука се избрани само 10 животописи, 10 личности кои што се значајни за историјата на античка Македонија, за античката историја на Македонија, значи, бидејќи ако беа сите и кога се објавуваат во повеќе томови, немаше да биде можно да се објават во една книга. Изборот беше мотивиран од потребите на предметот историја на античка Македонија. Ги поредивме хронолошки, бидејќи со тоа фактички се добива еден пресек на времето, иако Плутарх не пишува историја, не опишува конкретен настан како Туткидид, например, Пелопонеската војна, нити определено време. Неговите животописи почнуваат со митски личности од Тезеј, латинскиот, нели, Ромул, до последната е втори век од наша ера, до негово време. Значи, еден голем диапазон. Фактички тој пишува историја на поединци и нити во антиката не бил сметнал за историчар, нити пак сега, а и тој самиот на два пати се правда, објаснува зошто не пишува историја. Така го почнува животописот на Александар и еве нашиот млад колега ќе го прочита тој дел. Во оваа книга пишувам за животот на кралот Александар и за Кајсар, кој го совладал Помпеј. Поради множество дела што треба да се споменат, сега нема да кажам ништо друго, туку ќе ги замолам читателите да не ми забележат што не ги редам сите нивни подвизи и што не ги обработувам пошироко, туку најчесто ги опишувам накусо. Јас не пишувам историја, туку животописи. Освен тоа, дури и најбележитите остварувања не секогаш јасно укажуваат на доблест или на нискост. Често се случува нешто сосема мало, еден збор или пак шега да ја отслика карактерот на човекот поубаво одошто бој со илјадници мртви, најголема војска или опсада на град. Како што сликарите постигнуваат сличност, внимавајќи на лицето и на погледот преку кој се открива карактерот на човекот, а не водат многу сметка за другите делови на телото, така и јас си земам за право да навлезам во душевните обележја на луѓето за кои пишувам, па така да го опишам и нивниот живот, а јунаштвата и битките им ги оставам на другите. Ете, фактички Плутарх самиот си се представи, нема потреба да го представувам јас. Значи, тој не е историчар, не е ни по образование историчар, тој е филозоф, има филозофско образование и дури во својата родна Хајронеја, иначе роден е во Хајронеја, онаа Хајронеја, ние што ја знаеме сите по битката, 338 каде што Филип и Александар ги победија хелените, здружените хелени, и дури во Хајронеја држал предавања за потесен круг од филозофија, инаку учел филозофија во Атина, патувал многу и така натака, бил во Рим, држал предавања во Рим на хеленски јазик, римски граѓанин, добил граѓанско право, атински граѓанин, посетил Александрија и така натака, и тој фактички по својата по образование филозоф, но по вокација тој е моралист. Него го интересира моралниот лик на личноста. Тој сака да покаже
не државничката дејност на личностите, туку карактерот и како тоа се одразува во водењето на политиката или пак како политиката влијае врз водењето, врз личноста. Е нешто што е многу актуелно.